Во рамки на празничното одбележување на Петровден, во неделата во Кочани се одржа културната манифестација 12 часа Урбан Див со неколку различни содржини. Меѓу другото, беше отворена втората летна регионална берза на винили, промовирани музички книги, изложбите македонската рок музика на насловните страници на печатените медиуми на Македонски музички архив, новиот бранд Деца на социјализмот на Зоран Кардула и изложбата на стрип табли со наслов Барокен човек на Винко Бариќ од Хрватска. Носител на иницијативата е кочанецот Тошо Филиповски, еден од најголемите рок ентузијасти, кој со својата Корпус Деликти Рекордс реализира повеќе активности со цел да го направи Кочани центар на рок културата во источниот дел на државата. Мојата интенција како жител на Кочани, како човек кој пораснал овде и го има своето детство овде, да внесам дел од моето искуство, моите познанства, да ги донесам овде моите пријатели во Кочани и на некој малку поинаков начин заедно да го чествуваме Петровден. Минатата година тоа беше прво издание на винилната берза, регионална берза со продавачи на винили од регионов Србија, Црна Гора, Бугарија, Косово и Македонија. Годинава случи се до тоа по втор пат и ми е навистина драго што правиме втори чекор за нешто што треба да прерасте во традиција. Целата приказна на чествувањето на празникот Петровден и на чествувањето на воопшто на современата култура, и ние оваа година го нарековме 12 часа урбана култура. Целата манифестација сместивме во 12 часа. Мојата желба е само да во иднина ова прерасте во традиција и да понудата кој што можеме да понудиме на градот Кочани секоја година ја шириме да биде поголема, дури и во денот, наместо 1, 2, 3, 5 дена да трае и да уживаме во современата урбана култура. Во рамки на настанот 12 часа Урбан Див, во вечерниот термин концерти одржаа 4 рок групи, напорно Suicide од Хрватска, како и македонските Accidental Right, Хајка и Last Expedition. Сите тие за прв пат настапија во Кочани, а целиот настан доби поддршка и од општина Кочани.